Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на лицејското место. Зошто, бидејќи вие и јас во наredните 45 до 50 минути имаме право да знаеме вистината. Може би ова ќе биде последна емисија, не сум уште одлучил дали ова, дали во недела или евентуално после 2 август, бидејќи секогаш на 2 август се случуваат одредени драми на македонската политичка сцена, доаѓа до одредена експлозија и после тие 2 недели после 2 август се најмртвите политички недели во Република Македонија, изминатите 30 години, значи може би да биде ова последна, може би да биде предпоследна, може би последна да биде после 2 август, благовремено ќе ве информираме. Значи политичка анализа посветена на референдумот, 45 до 50 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Имате една парола американците, првото и сега се поставува прашањето што во однос на Република Македонија или на еден поголем дел од посткомунистичките држави или државите од источниот лагер е најпрво. Дали е најпрво да го заздравите општеството, да го стабилизирате општеството, да направите една здрава нормална држава и таа здрава нормална држава подоцна да аплицира и стане членка на НАТО или членка на Европската унија. Обично прво станува членки на НАТО, а подоцна станува членка на Европската унија, освен во случајот со Словенија, каде што беше обратно. Прво Словенија стана членка на Европската унија, подоцна стана членка на НАТО. Или вториот принцип или втората алтернатива е вие на брзина одредена држава да напикате во НАТО или да ги почне преговорите со Европската држава и од таа позиција на земја членка на НАТО да почне да го лечи болното или нездравото општество кое постои во таа држава. Во Република Македонија после 2017 година, кога ескалираше целата ситуација со 27 април 2017 година, упадот до македонскиот парламент, кога Македонија беше на чекор или на работна граѓанска војна, меѓународната заедница сметаше дека поради руското влијание, можеби поради српското влијание и поради клучната геополитичка позиција на Република Македонија, 2 балкански војни се направени помеѓу Република Македонија или поради Република Македонија, дека Македонија треба на брзи шини или по кратка постапка да стане земја која е членка на НАТО и дури кога ќе станеме земја која е членка на НАТО да почнеме да го лечиме болното општество или оставштината на Никола Груевски на Груевизмот или заробената држава Република Македонија, а подоцна да ги почнеме преговорите со Европската унија. Затоа е брзо направен Преспанскиот договор, само една година по доаѓањето на Зоран Заев на власт или на СДСМ на власт, или една година после 27 април 2017 година и после 3 години веќе е направен бугарскиот договор или после 4 години направен бугарскиот договор или францускиот предлог и Македонија ги почна преговорите со Европската унија. Дали ќе беше подобро ако беше обратната ситуација или обратниот принцип или обратниот пат избран во Република Македонија. Знаете, тогаш избирате дали вие ќе инвестирате во повампирување на заробената држава или ќе инвестирате во проевропските сили во Република Македонија. Ако им се овозможеше на проевропските сили во Република Македонија прво да расчиста со гревизмот, преку специјалното јавно обвинителство да расчиста со криминалот во Република Македонија, да расчиста со оставштините на заробената држава, тогаш таа заробена држава сега немаше да им биде повампирена, да биде толку силна, да може да мобилизира одредена хејтерска и негативна енергија во однос на преговорите за францускиот предлог и во еден временски период да биде многу посилна на улица, на социјални мрежи, во реалниот сектор или на реален план од власта во Република Македонија. На тој начин всушност вие ништите, трошите проевропски одредени политички агенди, политички структури, политички конјунктури, бидејќи ако ги натерате на сила да направат договор или на брза лента да направи договор со Грција и со Бугарија, тогаш треба да знаете дека тоа ќе ја повампири целата таа заробена држава. Веќе таа заробена држава во време на Никола Груевски 11 години се спротивставуваше на било каков договор со Грција и со Бугарија. Не само што тие се спротивставува, туку мобилизирано огромно општествено расположение, кој беше финансирано од нив, кој беше негувано од нив, беше негувано и финансирано од олигархијата и длабоката држава во Република Македонија. На тој начин одбирајќи што е прво, дали Македонија да оздрави како општество и така оздравена да станеме членки на НАТО и да ги почне преговорите со Европската унија, или прво на брзина да станеме членки на НАТО, при тоа да не расчистиме со таа длабока држава, тогаш и фрлате гуме за спашување на таа длабока држава. Тоа сега се случува на политичката сцена во Република Македонија. Сега таа длабока држава маршира по македонските улици, повикува на реприза на 27 април 2017 година, повторно имате каменување, тепање, правење така натаму, ке апсат, ке бесат. И тоа всушност покажува дека во тоа брзање да се стане членка на НАТО, тоа беше случај и со Црна Гора, тоа е случај со Република Македонија, во тоа брзање да станеме членка на НАТО, ние всушност
не си ја завршивме домашната задача, а тоа е да расчистиме составштината и реликтите на аграризмот во Република Македонија. Се додека не расчистиме со аграризмот во Република Македонија, не ВМРО ДПМН да расчисти во нивната партија, во нивното седиште на Христо Татарчев, туку државата да расчисти со таа заробена држава, со оставштината на таа заробена држава, со длабоката држава Република Македонија, ние не можеме да станеме нормална европска држава. Значи, тука треба пирамидата да ја свртиме. Не сме биле нормална европска држава во време на Никола Груевски. Ние сега треба да расчистиме со времето на Никола Груевски, ако сакаме воопшто да имаме шанси да станеме нормална европска држава. Ете, меѓународната заедница смета дека кога вие ќе станете земја членка на НАТО, таа ќе ви даде доволно алатки, средства, одредена логистика, вие сами да се справите со одредени ретроградни рублја, патриоти, елементи, сили во Република Македонија. Меѓутоа, ако вие во краток временски период, во рок од 3 или 4 години, решавате две болни прашања, тоа се 3 болни договори кои Република Македонија ги има направено последните 20 години. Првиот договор или рамковниот договор со кој се регулираат односите помеѓу македонците и албанците во Република Македонија. Вториот е Преспанскиот договор 2018 година, кога се регулираат односите помеѓу грците и македонците на Балканскиот полуостров. Македонија која има 38% од територијата на географска Македонија, Грција која има 51% од територијата на географска Македонија, и 2022 година францускиот предлог или регулирање на тие историски оставштини, историски прљавштини помеѓу Македонија и Бугарија. Највалкан е тој процес. И сите ние знаевме дека тој процес ќе биде најтежок, ќе биде највалкан, бидејќи и народи кои се многу слични, за да станат различни, мора да влезат во еден конфликт, како русите и украинците. Во Република Македонија нема војна со Бугарија, меѓутоа сите валкани работи беа извадени и беа ставени на маса. Меѓународната заедница мислам дека ги потцени тие ретроградни сили кои постојат во Република Македонија, и тие беа изненадени на 13 ноември минатата година, кога за малку што се вели, за влакно не направија проруска влада во Република Македонија, и се изненадени сега од агресијата која се покажа по скопските улици. Ние за малку ќе имавме реприза на 27 април 2017 година. Бидејќи бугарското прашање ги дразни македонците. Не постои ниту едно друго прашање, па дури не албанското прашање кое секогаш било стимулирано и од Скопје и од Белград, како што ги дразни бугарското прашање. Бидејќи ние се чувствуваме омаловажено, поценето, ако мораме да тропаме на вратата на Софија, бидејќи за нас тоа е едно такво драматично понижување, една две червени филозофија само сега во една обратна ситуација или обратна роља во која сега ние се ногеме или одредена улога, и тоа мораше да се знае дека ќе предизвика драматични случувања на македонските улици. Тоа се случи. Тоа што ние станавме земја членка на НАТО, можеби владата е неспособна да го продаде пред македонските гласачи. Тоа што ние ги почнуваме преговорите со Европското унија, можеби владата е исто така неспособна тоа да го презентира пред македонските граѓани и македонските гласачи, меѓутоа енергијата која се покажа. Тој капацитет на ВМРО ДПМН, стимулиран со рубли, форинти, Никола Груевски или Димовски, кој гледате сега се враќа на голема врата, е држи таа Твитер заедница, социјалните мрежи, така натаму и така натаму. Или Димовски кој ги имаше под контрола на список сите новинари до пред 3, 4 или 5 години, кој спружуваше на насловни страници на Дневник и на другите печатени медиуми во Република Македонија кого сака, сега се е во полна кондиција. И ако беа 3 или 4 години напикани по глувчешки дупки поради разни приказни калкидики, бомби, сајао и така натаму, почна едно по едно да елиминират сите упориште, сите бункери кои може да демонтира таа заробена држава Република Македонија изградена во времето на Никола Груевски. И тоа е можеби грешката на меѓународната заедница. Колку проевропски агенди, влади, политички конјунктури ќе треба да бидат пуштени низ вода, притоа не давајќи им доволно средства. Знаете, вас не ви е важно само да ви дадат трска или да ви дадат риба, треба да ве научат да ловите риба. Кога ќе ве научат да ловите риба, тогаш вие сами може да се прехраните. Вакви политички гарнитури кои вие сте ги уништиле, сте им го пеплосале рейтингот, решавајќи прашања историски, црни петна со Грција, со Бугарија, тогаш се тие некапацитетни да може да го покријат целиот простор и да се справат со таа заробена или длабока држава која постои во Република Македонија. Во обрзањето Македонија да стане членка на НАТО, всушност беа уништени една или две политички конјунктури. Како што беше уништена и политичката конјунктура на Владо Бучковски тамо некаде пред 13-14 години, и уништувајќи таа политичка гарнитура или конјунктура на Владо Бучковски, меѓународната заедница на власт го донесе Никола Груевски. Ако после 15 или 20 години
не се извлечат никакви поуки од минатото или тоа што било направено, тоа значи дека Република Македонија точно знаеме која политичка траекторија ќе следи во наредниот период. Меѓутоа сега без разлика дали ВМРО ДПМН нека дојде на власт со Мицкоски, без Мицкоски, нема да може да репрезират одредена ситуација од времето Никола Груевски, која 10 или 11 години ќе јават власта, ќе заробат државата и ќе направат државата да им слугува на нивните партиски или лични фамилиарни интереси. Меѓутоа, и една година таков дисконтинуитет в демократските процеси ќе треба да плати многу скапа цена Република Македонија. И тоа е пораката на времето. Знаете, ние сме членки на НАТО, ние ги вршуваме преговорите со Европската унија, за очекување да се направи обид да биде дестабилизирана Македонија, бидејќи последна станала членка на НАТО и последна ги почна преговорите со Европската унија, и тоа е најкревко нешто. Секогаш пука работата тамо кај што е најкревко. И секогаш тој што сака да покаже дека тоа не функционира, ќе удри тамо кај што е најкревко. Пред 2 години тоа беше во Црна Гора, сега во Република Македонија. Кој стои пози тоа? Разни форинти, разни рубли, разни белградски или српски динари, можеби бугарски левој. Сите тие кои се всушност на линија или на браникот на одбрана на руските интереси на Балканскиот полуостров. Гледате, почитувани гледачи, власта покажува една драматична некапацитетност да се справи со тие процеси. Навистина таа длабока држава била многу силна, навистина таа заробена држава била многу силна, меѓутоа ова власт ја внесе Македонија во НАТО. Ова власт ги отпочна преговорите на Македонија со Европската унија. Од кога е срам или срамота, што би рекол Стојан Пендаровски, да вие кажете дека сакате да станете членка на Европската унија или да станете членка на НАТО алијансата? Па ние 30 години, кога гласавме на референдумот на 8 септември, ние всушност гласавме Македонија да биде независна држава, држава која ќе е членка на Европската унија, тогаш не се говореше за НАТО, и која ќе биде дел на НАТО алијансата или на НАТО сојузот. При тоа секогаш поголемиот процент на расположение на населението и на граѓаните да станеме членка на Европската унија, а помал е процентот, бидејќи има луѓе кои се антимилитанти, кои не сакат НАТО алијансата, НАТО сојузот, кои имат одредени реминисценции негативни на НАТО интервенцијата на СР Југославија 1999 година. При тоа да се потсетиме дека Белградската амбасада на американците не беше нападната, но беше каменувана, не беше запалена американската амбасада во Скопје, што ќе рече дека таа некоја анти-алијанса или анти-НАТО хистерија во Република Македонија не од денес. Таа постои 20 години во Република Македонија. И тоа е точно стимулирано од Белград, како што и руското влијание во Република Македонија е стимулирано во Белград. Меѓутоа таа власт да не зна да ја продаде приказната дека ние ги почнуваме преговорите со Европската унија, тоа е за затворска казна од 10 години. Гледате што се случи завчера во Хрватска. 375 милиони евра, ајде да заокружиме некаде околу 400 милиони евра, инвестиција на Европската унија, повеќе од 80-85% европски пари, во изградба на мостот, Пелешчачки мост, како што се нарекува, или најголемата инвестиција во Хрватска последните 30 години. И наместо Димитар Ковачевски да биде тамо, каде што се отвара тој Пелешки мост, наместо власта да излезе да рече, гледате што значи кога сте вие земја која ги почнува преговорите со Европска унија, кога сте земја која е членка на ЕУ, кога сте земја која е членка на НАТО, и вака за 5 години ние ќе ја пуштаме пругата кон Бугарија или автопатот Тетово-Гостивар до албанска граница, тие се напика во глувчешка дупка. Всушност праќаат порака дека се исплашени смртно, дека нешто ќе им се случи, дека може да им се случи народ, дека не смеат да се појавуваат на улици, дека не смеат да се пофала дека сме ги почнали преговорите со Европска унија, дека таа Европска унија, освен преговори со Бугарија, значи пари, значи образование, значи проекти, значи подобар живот, значи подобра иднина, и наместо да излезат со хрената глава и да речат ние ги почнавме преговорите со Европска унија и ја направивме Македонија да биде земја членка на НАТО, тие сега се кријат како да се Никола Груевски 2016-2017 година, кога го брка со специјално јавно обвинителство. Тоа е една политичка некапацитетност. Знаете, меѓународна заедница ќе помогне еднаш, ќе помогне 2 пати, ќе помогне 3 пати, меѓутоа на крајот знаете ќе рече ако вие не сте во состојба сами да го контролирате теренот со цела логистика која ние ве ставаме на располагање, тогаш прашањето не е дали ние доволно ви помагаме, туку дали сте вие капацитетни да се справите со ситуацијата. На крајот што ќе случи? Таа владина гарнитура наместо да расчисти со гревизмот, наместо да расчисти со Христијан Мицкоски, со Белата палата,
со украдените пари, со делчески ниви, со судските процеси, талири, така натаму и така натаму, ќе лезат во преговори со Христијан Мицкоски. И на крајот, помеѓу членство во НАТО и членство во Европската Унија, ќе има знак на еднаквост на простување на криминалот во Република Македонија. И првата асоциација на НАТО ќе ви биде Нола Исмаиловска, или тие 6 или 8 пратеници купени од ВМРО ДПМН. И првата асоциација на почнување на преговори со Европската Унија ќе биде простување на криминалот со ВМРО ДПМН. Делчески ниви, Талир, Белата палата, Сашо Мјалков и така натаму и така натаму. И тогаш просечниот македонски граѓани ќе рече дека сите се исти, знаете. Ако асоциација помеѓу Европска Унија и опростување на криминалот направите со едно несмасно или неумешно владење во Република Македонија, тогаш еден поголем дел од елитата во Република Македонија нема да ви прифаќа на тој начин да станете членка на Европската Унија. Бидејќи станување членка на Европска Унија не значи простување на криминалот, станување членка на Европска Унија значи расчистување со криминалот. Гледате која евина грешка или почетничка грешка ние правиме. За да станеме членка на НАТО на брза патека ставени, ние моравме да простиме Никола Груевски да избега од Република Македонија. И сега од Будимпешта да ни прода басни, да ни прода приказни, како времето ја потврдило неговата стратегија. И сега што треба да направиме? Да упростиме на Христијан Мицкоски. Мали хидроцентрали, раштански ниви, делчевски ниви, бели палати, пола од неговиот извршен комитет или луѓе кои биле во извршниот комитет да бидат под судски процеси и така натаму. Илија Димовски со Талир, Антонио Милошевски со Мокник и така натаму и така натаму. Тоа ли е цената која ние треба да платиме? Ако тоа цената која ние треба да платиме, јас не се согласувам да платиме таква цена. Бидејќи јас сметам дека влезот во Европската Унија и во НАТО значи расчистување, а не пактирање со криминалот во Република Македонија. И ја читате оваа несреќа која натопал гулош 3 пати на ден во Будимпешта, пред 2 или 3 дена напиша Facebook статус кај што вели дека кога пред 2 или 3 недели по скопските улици маршира или протестира еден поголем дел од шарената револуција, пишува по социјалните мрежи, или не ги прифаќа стоелиштата или темелите или тоа што е напишано во тој договор како француски предлог помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, дека тој уживал од Будимпешта кога читал како неговите најголеми критичари, припадници на шарената револуција или на граѓанскиот сектор, на крајот доште на неговите стојалишта, што ќе сака да каже дека тој смета дека неговата стратегија, неговата политика го положила тестот на времето и времето ја има рехабилитирано, дека има потврдено. Гледате, кој е тоа лажен филм во кој живее тој човек? Може да биде рехабилитиран Нелсон Мендела, бидејќи верувал во својата идеја, останал во Јужна Афричката република, одлежал 20 или 30 години во затвор, успел да го победи апархедот, да го пушти низ вода апархедот и да стане прв председател на новата современа демократска Јужна Афричка република. За разлика од Мендела, овој наш македонски Мендела, кој сака да мисли или да верува дека времето ги потврдило неговите тези, фати мајка бежанија, пушти низ вода со работници, фамилија, партија, се што можеше и избега во Будимпешта. И од Будимпешта сега ни кажува дека времето е потврдило неговата политика и неговата стратегија. Не може времето да потврди нешто што е изградено на ништо. Што може да потврди времето во Република Македонија? Дека Гордана Енкуловска е во затвор бидејќи верувала во твојата политика, дека Милија Накиевски остаре 20 години и се шета по судските коридори и лавиринти бидејќи верувала во твојата политика, дека луѓе лежат во затвор за тоа што ги натера да го прават на 27 април 2017 година. Тоа ли е рехабилитација на одредена политика? Рехабилитација на одредена политика ако всушност времето потврди дека државата се движи во вистинска насока. Не може држава да се движи во вистинска насока ако таа е дефинирана како заробена држава. Што е апартхеид? Апартхеид е ако малцинството владае со мнозинството. Меѓутоа, суштината и на апартхеидот е државата да биде затворена. Бидејќи само во затворена или заробена држава вие може да спроведете одредена политика која им пркоси на сите демократски принципи. Што беше Република Македонија? Па заробена, затворена држава, 20.000 луѓе беа прислушкувани во Република Македонија. Политичката елита, јавноста, бизнис елитата. Знаете, лесно е вие да купувате предпријатија, ако ги слушате директорите, ако ги слушате бизнисмените, слушате што договарат, за што се пазарат, кои им се размислувањето, кои им се идеите, тогаш одите, ги оценувате, им ги купувате предпријатијата. Па милион такви случаи има во Република Македонија. Таква е ли идеја, стратегија сега?
рехабилитирана македонската политичка сцена. Во моментот на македонската политичка сцена само се случува една експлозија на омраза кон Бугарија. И таа е градена и на бугарска и на македонска страна изминатите 60 или 70 години. И ќе треба време и време, генерација и генерација таа омраза да биде санирана и во Република Македонија, и во Република Бугарија. Меѓутоа, ако некој во Будимпешта помисли и на една секунда дека времето ја рехабилитирало неговата политика, тој живее во еден така промашен и еден нереален филм, што времето нит може да му помогне, нит може да му одмогне, може само да крени раце од него. Па го читате овој негов наследник или го слушате овој негов наследник на тронот на ВМРО ДПМН и човекот очекува да биде идниот македонски премиер, кој вели дека СДСМ бега од народот, бидејќи не сака да ја прифати неговата идеја за референдум во Република Македонија и не сака да има предвремени избори во Република Македонија. Внимајте, човекот кој со кран е донесен на чело на ВМРО ДПМН, на Конгресот во Ландово, човекот кој не се појави на референдумот 2018 година, човекот кој велеше дека во штип на локалните избори се брани Република Македонија, подоцна поради короната не се појави на изборите во штип 2020 година, човекот кој му протестираше мери од коалицијата му бараше предвремен конгрес и не се осмели да има таков предвремен конгрес се додека не наметна или се додека не избра раководство или делегати на конгресот кои се под негова контрола. И сега тој говори дека некој се плаши од народот или некој не сака да се појави на референдум или не сака да се појави на одредени избори. Гледате која замена на тези се прави во Република Македонија. Вие тоа го голтате. Вие тоа го голтате бидејќи медиумите кои тоа ви го лансират и кои тоа ви го пласират се всушност медиумите од времето на Никола Груевски. Ништо не е сменето. Ова демократија која сега постои во медиумите во Република Македонија, може би одговара на времето на Никола Клюсев, таков беше амбиентот тогаш, и времето на Љупчо Георгиевски. Никаква контрола на медиумите од страна на власта, оставени се медиумите слободно да функционират и всушност медиумите кои излегуваат заробената држава на Никола Груевски, сега не знаат како да ја користат таа слобода. Знаете, понекогаш слободата стана толку тешка, што е или толку жешка, што вие кога ќе ја фатите во рацете е како еден жежок костен и вие не може да ја задржите. Тоа се случува со медиумите сега во Република Македонија. Медиумите сега покажуваат дека сакаат да бидат контролирани. Сака да бидат контролирани од Иле Димовски, кој што тоа било до 2017 година. Сака да бидат контролирани од Никола Груевски, кој што тоа било до 2017 година. Те што прави СДСМ? За да може да биде спроведен одреден процес, им договара на двете главни телевизии во Република Македонија интервју и со Еди Рама и со Александар Вучич. Бидејќи Александар Вучич е претседател на Србија, тој гостува на најсрпската или на просрпската телевизија во Република Македонија, а тој е телевизија. Посвен Драган Павлович Латас и уште еден или двајца играчи, таму ништо не е сменето. Тоа е истата таа телевизија која беше на браникот на гуревизмот во Република Македонија, која аплаудираше на затварање на еден телевизија. Па ги читате ли тие соопштенија на Социјалистичката партија, кои се објавуваат на таа телевизија? Бидејќи таа телевизија преку Социјалистичката партија и сопственоста е всушност коалиционен партнер на ВМРО ДПМН. Па левици ВМРО ДПМН тоа што кажуваат се мали деца или мали приказни по споредба со соопштенијата кои се на Социјалистичката партија. Па тие директно не враќаат во време на Слободан Милошевич некаде од пред 20 години. И така давајќи ема либи, после таму ќе ви се појавува рускиот амбасадор. Ќе ви се појавуваат со разни ставови дека треба да бидат поништени разни договори. Па влезени се пари американски. Во што се потрошени тие пари? Во нула, во ништо. Трошите пари на промашени проекти, на промашени стратегии. На крај тие ќе ви бидат повторно алатка во рацете на таа длабока и заробена држава, која ќе се обиди на секој начин да ги забави процесите во Република Македонија. Зошто? Бидејќи ако тие процеси бидат реализирани како што треба, тогаш нема да има место за нив во една таква нова Република Македонија. Пред неколку дена, или на почетокот на неделата, Мицковски беше во работна посета на Будимпешта, заедно со Александар Николовски, и имаше средба со унгарскиот премиер Виктор Орбан. И веднаш тука се прават одредени политички анализи, која е суштината или која е причината на посетата на Будимпешта од страна на Мицковски и на Александар Николовски. Првото објаснување е дека треба да добијат инструкции од Никола Груевски. Второто објаснување е дека треба да имат одредена финансиска подршка од Виктор Орбан. Веројатно и двете причини или двете објаснувања имаат своја некоја логика или имаат некоја своја подложка или основа врз база на која може да бидат објаснети или која може да бидат кажани. И тоа има една трета работа која мислам дека е клучна за Христијан Мицковски.
одеднаш Христијан Мицковски останува да нема директна линија до Европската унија или директна линија до Брисел. Го нема ни Курц во Австрија, го нема ни Јанес Јанше во Словенија и нема ни Ангела Меркел во Германија. Единствената капија врата или капиџик до Европската унија преку која може тој да прати одредена порака дека тој би се спротиставувал во наредниот период на Преспанскиот, на Охридскиот или на Бугарскиот договор, но кога ќе дојде на власт ќе ги усвои уставните измени, дека единствена шанса таа порака да биде испратена до Брисел е Виктор Орбан. И освен парите и инструкцијата од Никола Груевски, третата можеби клучна причина поради која Христијан Мицковски е заминат во Будимпешта е да испрати порака преку Виктор Орбан, дека тој ќе води таква улична политика каква што води, дека македонската јавност ќе застане на негова страна, дека тој тоа мора да го прави бидејќи такви се барањата во неговата партија, дека постои левица, дека ако тоа не го прави тој ќе го прави левица и енормно ќе се зголеми рейтингот на левица, тоа значи директно влијание на Русија и така натаму, но ако дојде на власт, ако му дозвола да има предвремени избори, тогаш по победата на тие избори тој ќе ги спроведи сите уставни измени кои ќе бидат договорени со францускиот предлог помеѓу него и Република Бугарија. Тоа е веројатно суштината на пораката или на посетата на Христијан Мицковски. Средба со Никола Груевски, инструкција од Никола Груевски, пари, помош, подршка од Виктор Орбан, на крајот знаете ние ќе имаме барем 20 или 30 бензински пумпи на мол ако победи Христијан Мицковски во МРДП на Република Македонија, бидејќи целата таа подршка која дава Унгарија, Маđarска, маđarски пари кои се или форинти кои се вложени во медиумите во Република Македонија, веќе мора да ги отплатите на некој начин. Како ќе ги отплатите? Или како сфера на влијание, или како сфера на интереси, или како сфера на одредено бизнес делување. Тоа ќе биде преку бензински пумпи, преку одредени инвестиции, продажба на капитални објекти. Еве унгарскиот телеком е влезен преку германскиот телеком во македонскиот телеком. Можеби таму ќе се прават одредени купување, докупување, инвестиции така натаму и така натаму. Меѓутоа клучно е дека Мицковски сега само преку Виктор Орбан може да испрати порака до Брисел. И таа порака да биде кажана на начин како што може тоа да го направи Виктор Орбан преку еврокомесарот за проширување кој од Унгарија и од неговата политичка партија до господинот Верхели. И тоа е суштината на посетата на Мицковски. Мицковски јавно ќе се спротиставува на бугарскиот договор, меѓутоа тајно зад сцената со помош на Виктор Орбан ќе сака да се испази со Европската унија по принципот сичко ше прифатим, како што беше на она средба со Бојко Борисов. Го читате првиот човек на Ману Коцарев кој вели дека треба да почне одредена во наводници револуција, промена на системот во Република Македонија, дека Ману ќе биде носител на тој процес и дека во финалето на тој процес треба да расчистиме и со Охридскиот, и со Преспанскиот, и со Бугарскиот договор. И дека Ману е подготвен да биде фронтмен, да биде носител на сите тие процеси. Гледате, и САНУ, Српската академија на науки и уметности, или од 1987-88 година, беше фронтмен на одредени процеси. Процеси за разнебитување на Југославија, за враќање на Србија во некоја полна голема кондиција. Никој не смее да го тепа српскиот народ, она реченица која кажа Милошевиќ, а всушност беше напишана од позадина од САНУ или Српската академија на науки и уметности. И сега после 30-35 години или 40 години и имаме Македонската академија на науки и уметности. 10 години беше ставена во некаква фјока, после оној речник што беше правено во Република Македонија од страна на Блаже Ристевски, големите протести кои беа правени во Република Македонија, и сега се наоѓа Коцарев, најголемиот македонски син после Мицковски, после Никола Груевски, кој вели дека тој е подготвен на чело на Ману да расчисти со сите штетни договори за еднината на Република Македонија. Што треба ние да правиме? Па не треба да им се спротиставуваме на тие стратегии. Не со 400, со 500, треба да им обезбедиме 900.000 гласови. Не само бугарскиот договор, па ставете го на референдум и Охридскиот договор и Преспанскиот договор. Да не правиме двоен или троен трошок, со еден куршум, со еден трошок да расчистиме со сите штетни договори кои ја внесот Македонија во НАТО и ќе ја внесат Македонија во Европската унија. Па да гласаме дека не ги сакаме тие договори. Знаете, на крајот на денот треба да дојме до одредена точка каде што треба да сватиме дека не бугарите, не грците, не албанците, не србите, не американците, империалистите, меѓународната заедница, туку ние самите сме виновни за се оно што ни се случува во Република Македонија. Не сега, изминати 30, 50 или 100 години. Никој не ни е виновен ако во клучни историски моменти ние правиме клучни промашувања. И тоа ни станува ДНК. Затоа велам, не еден референдум, 3 референдуми во еден. И Преспански, и Ранковен, и Бугарски договор. Не со 400, со 900.000 гласови. Направете го тоа.
Упикајте ја Македонија во таква слепа улица, од која не може да излезиме, па да видиме сите овие кои сега ве аплодират, кои сега фаќаат приклучок во наводници кон новата потенцијална власт, како ќе реагират, кој ќе бидеме некоја нова Белорусија на Балканскиот полуостров. Така завршуваат сите политики, знаете, на крајот, секогаш патриотизмот станал последно уточиште на криминалот, на неспособноста, на површиноста, на медиокритетството. И тоа се случува сега во Република Македонија. Ниеден договор не ви чини. Знаете, секогаш велите или прифаќате кога ќе дојдете во одредена ситуација до зид, тоа ќе прифаќате и Преспански, и Рамковен, и бугарски договор, меѓутоа во моментот кога се почувствувате силни, кога ќе излезете од фјоките, кога ќе излезете од ормарите кај што се криле 2 или 3 или 4 години, тога све поништувате. Па поништете една све. Поништете ги со еден куршум, со еден референдум сите 3 договори. И да видиме кај ќе ја донесете Македонија, да видиме како се живее во Белорусија на Балканскиот полуостров. Како се живее кога сите останати одат напред. 400 милиони евра мост е направен во Хрватска. Ние не можеме 2 километри автопат да направиме. И вие ќе ми речете кога времето Никола Груевски биле направени одредени патишта. Да, беа направени одредени патишта и да, луѓе се судат за тие патишта, бидејќи се украдени пари, бидејќи се земени одредени провизии. Суштината е да направите, но не крадите. И при тоа ќе ми кажете за 1 евро со вицето, за Зоран Заев, да. И тоа беше, веројатно, најголемата штета во Република Македонија, кога она структура и номенклатура на Никола Груевски беше замената со Вице Заев и со Зоран Заев. И многу поинеко ќе изгледа да работите во Република Македонија ако имавме еден понормален трансфер на власта во Република Македонија. И тоа е што сакам да ви го кажам со сите овие емисии. Знаете, пишуваат по социјалните мрежи, не знам, Зоран Заев, Вице Заев. Па никош и Зоран Заев и Вице Заев не сме биле никои пријатели, сме немале комуникација. 10 години немаме комуникација. Никош не сум бил фан на неговата политика. Не го газам, не го напаѓам, бидејќи сметам дека и да грешел одредени работи, сепак направил некои работи во Република Македонија кои можеме да му бидат прогледани низ прсти. Меѓутоа, сите овие фаули со разни криминали, Рашковски, Мухамед Зекири, се оно што беше направено, Тралјево, Јалово и така натаму, кој всушност специјално темно обвинителство, како беше сето тоа профанисано на еден мизерен начин, тоа не му дава за право да смета дека треба да има камбек на политичката сцена во Република Македонија. Меѓутоа, критиките на адреса на Зоран Заев и целиот тој концепт, негов промашен еден концепт на водење на државата, од друга страна не дава за право да сметаме дека ние треба да бидеме држава која треба да расчисти со се што е направено. Преспански, Рамковен договор, бугарски договор и така натаму, и да се закуцаме во одредена македонска или балканска Белорусија, од која не можеме да излеземе наредните 50 или 100 години. Мислите дека некој ќе дојде да не убедува ако сакаме тоа да го направиме, да не го правиме, па нема никој да го убедува. Сакате тоа да го направите, па направите го. Па никој не ви стои на патот. Сега е се у ваши раце. Ка распише референдум Христијан Мицкоски, извршите влијание врз Христијан Мицкоски наместо бугарскиот договор да биде ставен и Преспанскиот и Рамковниот договор, и една за секојаш да расчистиме со грци, со бугари, со албанци, да бидеме сами со себе и да можеме да им кажеме големо не како Тито што му кажал на Сталин, да им кажеме на НАТО и на Европската унија. 2004 беше последниот референдум кој беше по барање на одредена политичка партија. 2018 година беше референдум за промена на името, факултативниот референдум кој беше распишан од Зоран Заев, меѓутоа последниот референдум кој беше по барање на одредена политичка партија беше за територијалната организација или територијалната поделба по барање на Никола Груевски. Тоа е 2004 година. На многу помала политичка радикализација Груевски успеа да обезбеди 440.000 гласови. На сегашната политичка радикализација, ако нешто драматично не се смени, веројатно Мицкоски ќе може да обезбеди повеќе од 500.000 гласови. 550.000 гласови. Така е сега конјунктурата, така е сега расположението. Иако знаете, на крајот на денот, едно е вие да сте незадоволни од бугарскиот договор, а второ е на референдум да гласате за нешто кое ќе извади или ќе ги прекини преговорите на Македонија со Европската унија. Меѓутоа, расположението кое сега постои е многу порадикално во споредба со 2004 година. Всушност, Христијан Мицкоски сака да ја репризира 2004 година стратегијата на Никола Груевски. Гледате, Мицкоски се движи по истата траекторија по која се движеше Никола Груевски. Тој распиша референдум, Мицкоски сега сака да распише референдум. Што сака Мицкоски да постигне со тој референдум? Како прво, да има една мобилизација на гласачкото тело, бидејќи еден месец на тоа гласачко тело вие му ветувавте дека ќе има предвремени избори, дека власта е капут,
само што не паднало и само што вие не сте освоиле власт. Одеднаш истите луѓе треба да им кажете дека нема да има предвремени избори, дека ќе имат редовни избори 2024 година. Бидејќи тоа не можете, не смеете, не сакате да им кажете, само велите референдумот всушност ќе бидат избори пред избори. Навистина не се предвремени избори, но ќе бидат такви избори кои ќе покажат какво е расположението во Македонија за промена на власт. И како второ, Никола Груевски прв пат 2004 година обезбедува 440.000 гласови. Освен на изборите 2006 година кога победил со 303.000 гласови, тие 440, 450 до 480.000 гласови всушност беа гласови гласачи кои Никола Груевски единствено го интересира само во нив, инвестира се во целиот период на негово владење. Тој дојде со 303.000 гласови, победуваше со 440.000, 450, 480.000 гласови и падна од власт со 440-450.000 гласови на 11 декември 2016 година. Тоа сака да го постигне Христијан Мицкоски, да обезбеди мобилизација на македонското гласачко тело, бидејќи како што сега стојат работите, тој не може да коалицира со ниту една албанска политичка партија. Во таква ситуација која не може да коалицирате со ниту една албанска политичка партија, тога за вас треба да гласат само македонци. И со тие македонски гласови треба да имате 61 пратеник за да може да формирате влада. Ако ниту една албанска партија не сака да коалицира со вас, тогаш вие треба да имате 61 мандат и со тој 61 мандат да формирате одредена влада и подоцна од позиција на власт да може да преговарате со помални албански политички партии, со ДУИ и така натаму и така натаму. И тоа е математиката на Христијан Мицкоски. Како прво, знае дека нема да коалицира со ниту една албанска политичка партија, како второ знае дека нема да има предвремени избори, што прави во таква ситуација, го радикализира македонското гласачко тело и тоа македонско радикално или радикализирано гласачко тело ќе го изведе на референдум кој треба да се гласа против договорот со Бугарија. И кои се пораките, кои се заклучоците кои треба да ги излечиме како одредена поука од референдумот 2004 година. Бидејќи овој референдум 2022 година, ако бидат собрани подписите, ако се случи референдумот, ако во последен момент Христијан Мицкоски не се предомисли и го реализира тоа што го најави, дека ќе биде распишан референдум на кој македонските граѓани ќе треба да кажат својот глас во однос на договорот со Бугарија, овој референдум 2022 година треба да ни овозможи ние со некаков временски холограм да се вратиме 2004 година и всушност Христијан Мицкоски да има истата политичка траекторија како што имаше Никола Груевски референдум, па победа на избори, доаѓање на власт. Кои се трите пораки или поуки кои можеме да ги излечеме од референдумот 2004 година. Иако ВМРО ДПМН ни ветуваше дека само што ќе дојдат на власт ќе ја поништа штетната територијална поделба организација во Република Македонија, те дојдоа на власт, бе 11 години на власт, ниту подразно не им падна да ја поништа територијалната организација. И исто ќе биде сега и со бугарскиот предлог. Ќе излагате на референдум, ќе гласате, ќе ве убедуваат, ќе ве лажат така натаму и нема ништо диспоно до тоа што ви го кажуваат. Како второ, СДСМ против СДСМ се тепаше, се бореше на референдумот 2004 година. Се сеќавате што се случи во Струга, во штабот на СДСМ во Струга, со хеликоптер Владо Бучковски, кој подоцна станува председател на партијата, Никола Кирчев, кој е генерален секретар, беа извлечени. Беше напад на штабот, беше запален штабот. И сега ќе имаме конфликт на СДСМ против СДСМ. Тоа што се случуваше на локалните избори, може би да има реприза сега при евентуална кампања за референдум 2024 година во однос на бугарскиот договор. Секогаш ВМРО ДПМН победува на одредени избори, ако делови, реслови на СДСМ застанат на страна на ВМРО ДПМН. Дали е тоа Тито Петковски, дали е тоа Васил Топуровски. Мора со леви, левичарски гласови ВМРО ДПМН да победи на одредени избори. Така победи Љупчо Груевски, така победи Никола Груевски, така ако победи на избори ќе мора да победи Христијан Мицкоски. Тој ќе ветува сега се и сешто и на градоначалникот на Команово, и на Павле Трајанов, и на Маја Морачани, и на партијата ЛДП. Всушност, најголемите од тие партии се формирани од Никола Груевски, Сашо Мјалков и структурите на ВМРО ДПМН и сега дојде време тоа што е инвестирано во нив да биде вратено. А во Максим Димитриевски инвестирано, бидејќи со гласови на ВМРО ДПМН, тој стана градоначалник на Команово. И третата поука или третата порака е дека одредени мокни личности кои не припаѓаат на двете политички партии може да имат многу битно влијание на политичките разврски во одредена држава. Веројатно овој референдум ако биде распишан ќе може да изнедри одредена политичка фигура, можеби Коцарев од Македонската академија на науки и уметности, како што 2004 година беше Трифун Костовски. Ако СДСМ го пуштеше таа 2004 година низ вода,
Трифон Костовски, односно Ристо Пенов, и му гарантираше или му ветеше на Трифон Костовски дека ќе биде нивниот кандидат на локални избори во град Скопје, ниту Никола Груевски ќе победеше на локалните избори, ниту ќе победеше на парламентарните избори, и Никола Груевски ќе беше спакуван и пратен со карта во еден правец во политичката историја. Сосема поинаква ќе беше политичката траекторија на Република Македонија. Тоа се пораките и поуките кои се извлечени 2004 година, и нешто слично ќе се случи и сега со референдумот 2022 година. Тоа на теза, која е клучна теза на сите оние кои се спротивставуваат на договорот со Бугарија. Сите оние кои не се од ВМРО ДПМН, на кои им е непријатно да гласат или да агитират за ВМРО ДПМН, и тие пласират или користат одредена теза дека тие се за ЕУ и НАТО, но не по секоја цена. А по која цена сакате да сте членки на ЕУ и на НАТО? Кога 1991 година Македонија ги почнува преговорите да биде членка на Обединетите нации, преговорите со Европската економска заедница, подоцна Европската унија, а подоцна и партнерство за мир и НАТО, ако нас не ни беше јасно дека ние треба да платиме одредена цена, тогаш ние ништо не разбираме ниту од политика, ниту од живот. Бидејќи грците бара ние да го смениме своето име, бугарските јастреби па емисии сум снимал 2006, 2007, 2008 година, каде што Божидар Димитров вели Бугарија ќе стави вето на Република Македонија на патот кон Европската унија и на патот кон НАТО. На патот кон НАТО не ни ставија вето, бидејќи знаете, едно е да ставите вето на една расканта на Европска унија, а второ е да ставите вето на силната Америка и на НАТО алијансата или НАТО сојузот. Која цена сме ние подготвени да ја платиме? Знаете, тоа ми личи на она приказна, вие се додворувате на одредена девојка и тоа го правите 1-2 месеци, 3 месеци, 2 години, и на крај доаѓате до одредена точка и таа вели, знаеш, многу те сакам, ама не те сакам ко дечко, те сакам како другар, како пријател и како брат. Тоа е односот на таа една јавност која постои во Република Македонија, која е разочарана од СДСМ, срамиме да се приклонат на страна на ВМРО ДПМН, прават одредени математики дека може нешто да ќарат, бидејќи секојаш кој е ВМРО ДПМН на власт има многу повеќе пари за нив, многу повеќе привилегии за нив, а не знаат како тоа да го спроведат, тогаш ќе пласират оваа смешна теза дека тие би сакале да сме членки на ЕУ и на НАТО, ама не по секоја цена. Подобро, кога доаѓал Груевски на власт 2006 година, кога доаѓал Бучковски на власт 2005 година, кога доаѓал Црвенковски на власт 2002 година или 92 година, кога доаѓал Љупчо Григиевски на власт 98 година, која цена биле спремни да платат? Па вие кога доаѓате на власт имате одредени права, привилегии, одредени бенефити, делите тендери, делите милиарди, во возат во Мерцедесу, имате одредени обврски се Македонија стане членка на НАТО и ЕУ. Зарем не ви е јасно дека треба да влеземе во преговори со Грција, во преговори со Бугарија? Зарем не ви е јасно дека треба да го подготвите јавното мислење дека треба да спроведеме такви болни процеси? И одеднаш на тоа неподготвено јавно мнение во Република Македонија, така ја почнавме емисијата, дали ќе го оздравите јавното мислење, па ќе ги направите крупните потези или прво ќе ги направите крупните потези, па подоцна ќе го лечите јавното мислење во Република Македонија со накви кревки, никакви медиуми какви што сега постојат во Република Македонија, медиуми кои се корумпирани, кои се купени со реклами, па гледате главните уредници, ништо не е сменето на тие медиуми во Република Македонија беа финансирани од ВМРО ДПМН 10-11 години, живеа како бубрек во луј. Зошто тие би се бореле сега за нешто каде што не добиват ништо и би биле против еден проект кај што добивале сешто, кај што биле држени ко капка вода на рака. Да, навистина спроведувале одредени агенти Илија Димовски, меѓутоа тие не се научени да функционират на било кој друг начин. Каква цена сме биле спремни ние да платиме? Таа цена требало да биде таква што Бугарија и Грција ќе се откажат од своите амбиции, аспирации, стратегии и ќе речат, видите, ние сега ќе се пресметаме, ќе направиме промена во нашата стратегија, ништо нема да бараме од Македонија, бидејќи сватевме дека наш стратешки интерес е ова Македонија да е членка на НАТО и на Европската унија. Па во кој филмови, во кој нереален свет живеете? Знаете, тоа е политика на Никола Груевски. Суштината на неговото владење беше следна: дојдите да разговараме и во тие разговори треба да го прифатите мојот став. Тој не беше подготвен да направи никаков компромис до шарената револуција, кој беше донесен до зид со тие жолти комбиња, со бомби, со престушкување разговори, така натаму и така натаму. Така личи вашето однесување. Ние сме подготвени да разговараме со Бугарија и со Грција, ама тие треба да ги прифатат нашите ставови. При тоа, не гледаме кои болни отстапки се прават во Бугарија и во Грција. Мислите дека за Бугарија е реално и лесно да прифати да постои независна Македонија? Па тие се бореле против независна Македонија 150 години.
Формулацијата независима Македонија всушност начала втора бугарска држава, одеднаш гледа дека не постои таа втора бугарска држава, постои македонска држава. Мисли дека им било лесно на грците да прифатат, да отстапат од црвената линија, Лисабонска декларација дека биде формирана држава со име Македонија. Да, навистина е ова болна додавка Северна Македонија, но во името на државата е содржан зборот Македонија, тоа за кое сме се бореле стотици години наназад. И кога некој ќе дојде ќе ми каже ние сме спремни, сакаме да сме членки на НАТО и НЕУ, но не по секоја цена, не. Вие не сакате да сте членки на НАТО и НЕУ, но ви е срам да кажете дека тоа не го сакате, бидејќи тоа не е курентно, знаете. Бидејќи тоа може да биде осудено, жигосано на јавна сцена. И така по некоја линија на помал отров, под маса, што се вели, всушност се пласирате таа приказна. Дека вие сте за НАТО и ЕУ, но не по секоја цена. Нема по секоја цена. Цената мора да биде платена. Тоа не е првата лекција која учиме во економијата. Некој на крај мора да го плати ручокот. Се оно што сме јале 10, 20, 30 или 40 години, се оно што ќе јадат идните генерации, некој мора да ја плати цената на ручокот. Колку побрзо тоа го направиме, таа цена на ручокот ќе биде многу поевтина. Да ќе биде болна, да ќе биде тешко, се голтат многу тешки работи во Република Македонија и тоа е товарот на ова наша генерација. Ке наоѓаме сега снимки кој што кажал пред 10, 15, 20 или 30 години, но во една временска точка доаѓате до одлуката дали ќе бидете за или ќе бидете против. Знаете, истискањето на копчето за или против е тешко како олово. Кога ќе дојдете во една таква ситуација, од вашето стискање на копче во парламент, на референдум, во емисија, било каде, да ја гледате или да исклучите оваа емисија, тоа има одредена тежина. А таа тежина значи ваша одлука во каква Македонија сакате да живеете. Има министри во владата на Република Македонија, не албанци, дури има македонци кои се дојдени од Америка или кои биле дојдени од Америка, Джери Нумов, кои не ги слушнавме да прозборат на македонски јазик. Ви имате тука офицери на JNA кои се дојдени пред 30, 40, 50 години, кои се омажени, оженети со македонки, изродиле деца, кои се сега против договорот со Бугарија, бидејќи со тој договор се негира македонскиот јазик и не гукнале на македонски јазик. Гледате колку сме ние ранливи, кревки кон македонскиот јазик. Колку ние се бориме за тој македонски јазик, колку ни значи тој македонски јазик. И доаѓа овој британски амбасадор во Република Македонија вчера и собраќа со видеопорака, едва и говори, тешко говори, но ни собраќа на македонски јазик. Кој е тој гест, кој е тој респект, подршка кој се даде на Република Македонија. И тоа ми се допаѓа. За разлика од овие кои се лупаат во гради, кои се големи македонци, кои сакат многу Република Македонија, не гукнале 30, 40, 50 години на македонски јазик, доаѓа човекот и ни собраќа на македонски јазик. И што можам јас да кажам, освен браво и така да ја завршам вечерашната емисија. Ова беше емисијата во Центар. Ова беше нашата политичка анализа. Ако ви се допадна политичката анализа, ново дружење недела, најверојатно ново дружење недела во 22 часот. За секој случај, уклучите YouTube недела 22 часот, YouTube канал Васко Евтов и веројатно ќе имаме ново дружење. До тогаш пријатно вечер Македонија, каде да си.